јавниот сектор, државниот и општинскиот, заедно со бизнис секторот, односно индустријата и стопанството, ќе бидат првите корисници на гасот кој што ќе се гради, на гасоводот кој ќе се гради. Како ќе оди изградбата на дистрибутивната мрежа низ градот, имат тие можности наеднаш да бидат приклучувани, со оглед на тоа системот на градење е таков да секоја фаза, секој метар, така речи, изграден, ќе биде пуштен во корист. Останатите субјекти на гасификацијата на гасот, на природниот гас, што би одел низ мрежата, се приклучуваат понатаму, секој како што ќе има можности. Овој сектор е интересен и за тоа што општината е надлежна за да обезбеди услови за снабдување со природен газ. Значи, општината во следниот период ќе мора да изнајдува начини и можности за промена на енергенсот, односно сега најголеми корисници од овој сектор се со лесно масло, односно со нафта. Гасификацијата, сами можете да гледате дека главниот транспортен гасовод веќе поминува од Подплетвар надолу кон градот, ќе поминува испод планината Селечка, односно над самиот град, ќе го прати од прилика обиколниот пат и на едно место ќе се остави мерно регулационо место, постаница така наречена, од тука ќе се врши приклучувањето на градот. Досега, во првата фаза, предвидено е во изработката на техничката документација да се изградат во првата фаза на градската мрежа, зборувам, примерната градска мрежа, околу 20 километри, кое што не е така малку, вредноста е околу 4 милиони евра. Изградбата би била така сукцесивно во период од околу 4 години исто така, али како што реков, искористувањето наеднаш може да биде како поминува гасоводот, може корисниците да се приклучуваат, што е доста вредно. Се разбира дека општината треба да е финансиер. Се очекува да се изнајдат можности за финансирање преку кредитирање со така наречени меки кредити. 4 милиони евра за 4 години не е, претпоставувам, не е голема обврска. Меѓутоа, треба да се знае дека после тие 4 години кога се изгради примерната мрежа, треба да престои до расширување на мрежата. Мрежата е така предвидена од овие 20 км, така наречени касети, 300 на 500 метра сектори на градов, кои што ќе се веќе од таа мрежа ќе се расширува, значи како подсистем еден, и за да бидат опфатени сите објекти. Кога ќе стигне гасот? Па гасот до Прилеп, овој гасовод ќе оди до Битола и со Битола завршува. Али до Прилеп се очекува дека ќе стаса за една година и пол од прилика. А меѓутоа треба да се знае дека сега фазата на изработка на проекти веќе се припрема тендерската документација. Изработката на проектна документација ќе трае доста долго време, односно околу 7 месеци се претпоставува, бидејќи се работи за специфични проекти. И значи додека тоа време поминува, општината се подготвува со време да ги сработи проектите, кој ќе стасе гасот за да може да се... Значи, за 6 до 7 години спомнам. Домаќинствата сега истовремено можат да имат, ако гравитират на оваа мрежа од 20 км. А понатаму ќе се прават посебни други проекти за целата територија на градот, за да може секој домаќинство да се приклучува. Прашањето е сега колкав ќе биде интересот на домаќинствата во однос на други енергенси што ги користи, и ние ќе пласираме определени информации за колкави би биле и трошоците за приклучување, колку е вредноста на природниот газ визави другите, на дрва, на нафта и така натаму, на струја, и се надеваме дека интересот полека и кај домаќинствата ќе расте. Не се знае колку е приклучок сега да се? Да? Сега колку обичаено е приклучок? Приклучокот сега можам да кажам дека е околу 500 евра приклучокот. Можна е партиципација на општината, слушам некои општини дека тоа го обезбедуваат да му помага на
А за внатрешната мрежа, да речеме, на секој домаќинство, дали има систем за парно грејење или нема, тоа е друга работа. Како ќе се управува со системот е една интересна работа. Има две варијанти. Една варијанта е по системот на јавно-приватно партнерство. Меѓутоа, досега искуството покажуваат во Македонија дека не родува со плод, има многу проблеми. А втора варијанта е да се формира посебно јавно предпријатие, општинско, кое што ќе врши сета работа и ќе ги преземе работите и од сега, од фазава на подготовка на техничка документација и понатаму во реализацијата. Нив ќе му се приклучат и активностите околу електронската за заштита на енергијата, што е енергетска ефикасност, така наречена, и практично тоа би било да се формира едно предпријатие од многу голема корист за да може да се решават прашањата тука. Гасификацијата е еден од најважните проекти кои што треба да донесат благодети во образованието, во образовните институции, гледано и од комерцијален, гледано и од еколошки аспект. Затоа што во овој период, речиси сите училишта се со застарени системи за загревање, кои што трошат големо количество на нафта, а и еколошкиот аспект не е на она ниво на кое што е потребно. Затоа во најскоро време, спрема она што слушаме од одговорните за овој проект, дека во наредните 2 години ќе дојде до поврзување на поголемите јавни институции, се надеваме дека меѓу првите ќе бидат и училиштата. Посебно јас како директор на гимназијата сме заинтересирани што побрзо да се приклучиме кон таа гасоводна мрежа. Во главном бенефитот бил во две точки, ако може така да се речи. Првата точка е еколошки, бидејќи сега за затоплувањето на болницата користиме мазут, кој знаете дека при согорувањето ослободува повеќе штетни материи кои одат во атмосферата. Тоа е едната страна на медаљата, а другата страна е дека гасот е поевтин од мазутот и со тоа и болницата значителни средства ќе заштеди со примената на гасот во затоплувањето на болницата. Ние, ова е прва средба, немаме некој направено пресметки во однос на тоа колку би била заштедата, меѓутоа може да се направи соодветна пресметка за воидниот период према количините на мазут кои ги трошиме на годишно ниво и према енергетската ефикасност на гасот, може да се направи прерачуници колку на годишно ниво би била потрошувачката на литри, ако може така да се рече, или метри кубни на газ, за да се спореди точно колку би била заштедата во однос на потрошувачката за затоплување на болницата.